Како знаеме што е праведно, а што е неправедно? Колку се силни правните норми во едно општество и дали тие се резултат повеќе на традиција или на универзални етички закони? Каков е соодносот на праведноста и моќта и дали во едно општество сепак владее правото на посилниот? Ке го разгледаме и соодносот на праведноста, односно на правото со слободата, а се тоа со моите двајца денешни гости, професор доктор Лазар Јовевски, инаку професор на Правниот факултет во Скопје, и со Милан Ивановски, адвокат од Скопје. Ја следите емисијата Мој збор, концепт двоглед, а темата на денешната емисија е право, праведност и справедливост. Најнапред благодарам за поканата да гостувам во вашата емисија. Навистина се радувам што сум гостин овде и мислам дека темите кои што ги обработувате се навистина за почит. Ретко кој во Македонија обработува вакви теми кои што допираат до смислата на живење. И кога зборуваме за правдата, и во контекст на прашањето кое што го поставивте, навистина би сакал да кажам дека правдата ја носиме ние секој од нас во себе. Ја имаме ние во нашето срце, во нашиот ум, во нашиот разум. И дури и да не сме прочитали ниту една книга за правда, од Аристотел, почнувајќи од антика па до модерната филозофија на современиците, всушност имаме некое внатрешно чувство на правда и правичност. Знаеме да изреагираме, да кажеме ова не беше праведно, ова е добро, ова е праведно, ова не ти требаше вака да кажеш или да направиш, ова одлично, секоја чест, праведно постапи. И јас одамна се прашувам од каде тоа во нас, од каде тоа чувство, тој сенс за справедливост, дали е тоа вродено во нас или тоа се учи низ воспитување, низ годините, низ образованието и така натаму. Моето лично опитно спознание е дека всушност ние имаме чувство на праведност, го носиме тоа уште од раѓањето, совеста ни е дадена. И тука имаме, јас би рекол, повеќе сум склон во однос на ова прашање за личното чувство на праведност во контекст на, би рекол, она есхатолошка вистина, оној богоцентричен концепт на спознание, за разлика од, да кажеме, одредени антички филозофи или можеби филозофите кои што ги сеќаваме потоа во рамките на Стариот Рим, кои што повеќе употребуваат една рационална метода која што е поврзана со правото, правичноста, правдата, па тука е Аристотел, нели, дистрибутивната и комутативната правда. Меѓутоа, генерално, човекот од секогаш се стреми кон правдата. Дали ќе ја игнорира или ќе ја прифати, ќе ја живее, веројатно е избор на секој од нас. Ние имаме слобода да избереме да живееме праведно со она што го носиме во себе, проверено преку нашата лична совест, од една страна, но и во контекст на нормите, кои што и вие ги спомнавте во однос на правото. Сега има еден познат германски филозоф Радбрух кој што вели дека ако правото, правната норма, не ја рефлектира правдата, таа и не треба да се применува. Од тука доаѓам до еден заклучок дека ако го земам овој филозоф во одредена анализа и да го разговараме, всушност недвосмислено е дека филозофскиот концепт на правото и правдата во себе едно со друго не може да се издвои. Низ вековите, низ милениумите, од кога постои правниот систем, уште од стара Асирија, Вавилон и така натаму, преку античка Грција, преку античкиот Рим, средниот век па до ден денес. Правото постои и правото се развива преку, дали е тоа преку обичаи или е преку конкретна норма, како што е во римското право или во византиското право. Но генерално ни сите милениуми, ни сите векови правото се стреми кон идеалот на правдата.
И тоа е поврзано со она античка старогрчка мисла каде што всушност стремежот на човекот за подобрување на себе, за откривање на светот, за откривање на животот и уредување на општеството генерално всушност не може да се замисли а да не се темели на концептот на начелото на правда. На правда, а Аристотел зборува и за правичност, зборува нешто повеќе, нешто подлабоко, затоа што уште од тогаш, уште од античко време било јасно на луѓето дека правдата генерално ние ја разбираме, но имаме сепак индивидуални, субјективен однос за тоа што е правда лично за мене, а што е правда лично за вас. Не мора секогаш тоа што е општо прифатен концепт за правда да биде правично за мене и исто правично за вас. Така да тука имаме коректив сега на правдата, ако влегуваме веќе во индивидуализирање на правдата. И од тука зборуваме за правда која што е општо прифатена, би рекол генерална правда, и правда која што се однесува за индивидуата. Јас не сум приврзаник на концептот и на разбирањето на релативизмот, и концептот на апсолутниот релативизам каде што секој човек си има своја представа што е праведно. Сепак сметам дека постои одреден општ систем на правда и правичност кој што секој човек го разбира и секој човек на оваа планета може да каже да, ова е добро. И ако одиме сега малку подлабоко, од каде ова извира сето ова приказна за правото и правдата, ние не можеме како луѓе да го тргнеме настрана оној, би рекол, оној теолошки концепт кој што произлегува од античко време кај различните народи. Јудејската теолошка доктрина која гледаме, потоа ако го гледаме концептот на правда и правичност, разбирањето во источните филозофии уште од античко време. Потоа христијанскиот концепт, исто така и исламот, сите се стремат кон правда. Но мене што ме импресионираше и што ме натера да размислувам подлабоко беше 10 Божји заповеди или декалонот кој што Бог го дава на Мојсеј, и ако ги гледаме ние концепцијски од првата до последната заповед, првата, нели, сакај го својот Бог со сето свое срце, сиот свој разум, сета своја душа, а Христос вели точно таа е првата, а втората вели најбитна, љуби го ближниот како себе си, и целиот Божји закон, вели сета Божја правда е во овие две заповеди. Тогаш ние, ако ги прочитаме сите 10, всушност не верувам дека некој човек на планетава ќе каже па ова не е праведно, ако каде што пишува на пример не кради, не лажи, не убива и така натаму, да кажем не ова не е добро, ова не е концептот на правдата. Сите ние кога ќе ги прочитаме, да речем, тој тип на заповеди, Божите заповеди, ние разбираме, внатрешно сваќаме, внатрешно дека тоа е добро, дека тоа е исправно. Па вака, концептот на правото и праведноста често се погрешно интерпретирани од страна на многу луѓе. Иако овие поими се навидум слични помеѓу себе, не представуваат една иста работа. Значи, правдата е еден широк поим кој што опфаќа и се темели на еднаквост на правата, се темели на етиката, на моралот и така натаму, додека пак правото представува еден збир од закони, односно од законски норми, а законите представуваат збир од законски норми кои што ги донесуваат законодавствата, дали национални и меѓународни заедници и така натака, кои што сугерираат за да можат луѓето да се базираат, односно да се движат кон тоа и да ги почитуваат тие права, затоа што без почитување на правото нема праведност, тоа е основната есенција. Јас досега зборував за оној индивидуална свест и совест за разбирање на правата, но сепак ние како луѓе не сме совршени битија и генерално сме склони да евентуално ги она што го мислам, многу ми е драго што го спомнавте и Кант и неговиот концепт максимата за тоа што е праведност, но ако чепнете малце подлабоко кај Кант и ако ја изанализираме оваа максима која што ја спомнавте, ќе видите дека всушност он
не кажува ништо посебно ново, туку цитира, односно преработува една, би рекол, повторно есхатолошка вистина, каде и се темели на начелото, прави му го на другиот, тоа што сакаш тебе да ти го прават. И тоа е една заповед која што се употребува и денес во секојдневниот во бизнис секторот. Јас многу често сум ја слушал ова реченица во разни конференции, на разни мотивацијски настани, каде што зборат странски или мотивацијски говорници употребуваат некои такви реченици, но зошто го прават тоа? Затоа што ја чувствуваат вистината дека е внатре во таа реченица. И Кант кога го кажува тоа, он добро знае дека всушност тоа е основниот принцип ако сакаме да прво на нас не биде добро. Бидејќи ние сме душевни битија, емотивниот аспект не може да го исклучиме. Разумот влегува во душата секако, меѓутоа ние сме и социолошки битија, ние сме, како што вели Аристотел, и политички битија, но ние сме и духовни битија. И сето ова кога ќе го соберете, нашиот стремеж како луѓе, како индивидуи, но и како колективитет, како човештво кон правдата и правичноста, би рекол едно патешествие, еден пат низ историјата и низ цивилизацијата. Да не заборавиме, спомнувајќи го Кант доаѓа во еден период кога полека во Европа се напушта оној средновековен христијански концепт. Средновековна Европа е христијанска Европа и целата мисла, би рекол филозофска, мислата за правото, мислата за правдата и правичноста, всушност извира од таа една христијанска доктрина. Кант е еден од првите филозофи на модерното време, би кажал, каде што се одвојува, но гледаме дека всушност и не толку многу, затоа што сепак преработува одредени христијански вистини и ги средоточува во, би рекол, во едно модерно пакување и го презентира како одредена филозофија, одредено размислување, па би рекол било некаде и одредена идеологија. Но, генерално, правдата е секогаш под еден стремеж на правото и правдата секогаш е коректив на правото. Ние не можеме да зборуваме и во контекст на Кант дека всушност правото и правната норма, позитивизмот, позитивистичкиот пристап, дека не можеме целосно да го одвоиме од концептот на праведност и концептот на применлива правда во моментот. Всушност, денес ние често грешиме во аспектот на тоа што носиме закони кои што не соодветствуваат на моменталната потреба на општеството и на времето. Ако не соодветствуваат на потребите и на времето, тогаш тие закони, норми се неприменливи реално, практично, или присилно се применуваат под закана за казна, и таквото право е надвор од концептот на право кое што ослободува. Правото треба да помогне да се ослободат две нешта, да се ослободи индивидуата, значи правото да делува благопријатно, ослободувачки на самиот човек и да делува ослободувачки на општеството. Во таков контекст, кога правото се доближува до правдата, имаме природен процес на обединување во општеството. На сите сегменти, сите чинители во сите сфери на општеството, и во економскиот дел, и во семејниот аспект, и во образовниот аспект, и во трудово-социјалната политика и така натаму. Значи, мора, и ова е многу добро да се, би рекол, примени во пракса кај политичарите, да кога креираат правни норми, односно закони, кога носат во парламентите, собранието е кај нас во Македонија, да тоа што го прават и тој закон што го носат да соодветствува на потребите и да биде соодветен на времето и околностите во кои што се носи. Тоа е по мера, јас имам една интересна рубрика, нарекувам македонска мера. Зборувам всушност во позадина за македонските потреби кои што се на линија на македонската правда и вистина. Што ни треба на нас како општество, на нас како правда и вистина. Таков систем правен да градиме во земјата. Кога повеќе земји градат такви системи,
тогаш многу полесно на линија на правда, ние го потребуваме правниците терминот владење на правото, се обединуваат под едната идеја, а тоа е идејата на праведни општества каде што имаме слободени индивидуи и општества кои што одат прогресивно напред. Праведноста се гради низ целиот свој живот. Значи, од раѓањето едно дете, значи во делот на неговото воспитување од страна на неговите родители, понатака од заедницата која што го обкружува, во делот на образованието, натака социјалниот живот, работата, значи цел живот човекот се надградува со таа идеја на праведност, правичност, дали во добра насока или во лоша насока. Но во секој случај, се извинувам, во секој случај правдината ја носиме во себе, а тоа чувство градиме од мали нозе. Правдата, како што кажав, е многу широк поим. Во делот, значи како да кажам, во праведен свет не би требало да има, да речеме, дискриминација, не смее да има сиромаштија, не смее да има злосторства, не смее робство и неправди од секаков тип. Значи, тоа е веќе идеалниот дел од правдата. Кога веќе зборуваме за тој дел, аналогно на ова стои дека истава оваа идеја е утописка. Затоа што гледаме од денешен аспект, ние живееме во ова време, дека овие некои символи не се почитуваат така и не можеме да стигнеме, дај Боже, некогаш да се стигне до тоа идеално општество и ние секога се стремиме да достигнеме тоа, но тоа ќе остане само стремеж. Не верувам дека некогаш ќе се достигне, а може и ќе се достигне, а ние нема да го доживееме тоа. Моje мислење е ова дека превладува повеќе моќта. Ќе бидам директен и веднаш ќе ви одговорам, нема да кружам од околу. Зошто? Затоа што овој свет во кој што живееме, сепак е свет во кој што има доста неправда. Има доста ситуации каде што се рушат принципите на праведност и индивидуално во секојдневното живење кај луѓе кои што не се, да речеме, во оној политички аспект мокни, туку тоа се секојдневни луѓе кои што живеат, но ако секој си направи една себе анализа навечер да разбере, да свати колку правила или колку начала на правда прекршил во тек на еден ден, сигурно дека барем ќе најде дека едно нешто прекршил, дека се постапил неправедно, лошо, можеби злобно некој и така натаму. Меѓутоа, стремежот кон правдата секогаш постои, да не го заборавиме. Во земја, во општества, во еден глобален систем каде што сепак е неправдата, би рекол, доминантна, моќта е таа која што се уште, според мене, ја има главниот збор. Но ова зошто го кажувам вака? Затоа што лично сметам дека нашиот стремеж како индивидуи, но и како човештво кон правдата, ако се стремиме со собствени сили, бидејќи тоа е доста актуелно и модерно денес во модерната филозофија, тој нов пристап во однос на духовното растење и достигнување на една правда, генерално мислам дека со собствени сили тоа тешко ќе го постигнеме. Мора човештвото да има еден општ систем на тоа што е праведно и што е неправедно. Значи да се објективизира правдата. Да не дојдеме до оној апсолутен релативизам. И јас не гледам
друг концепт, објективен, кој што може да биде основа за да ние и со правна норма разбираме што е праведно, а што е неправедно, освен Божиот закон. Во суштина, правото за тоа постои, за да бидеме сите еднакви пред него. Или би требало да бидеме сите еднакви. Тие се поврзани поими кои што и правото, и моќта, и правото, и слободата, значи се базира на правото, а тоа е се изведено од праведноста. Значи праведноста, повторно ќе потенцираме, е основа за сите овие работи. Колку тоа се спроведува, колку тоа е спроведливо во конкретни случаи, дали е спроведливо, тоа не можам да го кажам точно, но во секој случај мора да биде сите да бидеме еднакви пред законот, затоа што како што кажав, ако не сме сите еднакви пред законот и ако сите одиме по некоја си наша, како да кажам, самостојно делување, повторно одиме во она дуга дискрапанца на анархија се влегува. Така да правото и нормите се поставуваат за да се почитуваат. Јас би го кажал тоа комбинирано, значи правото постои за да се почитува, а тоа е изворно за да ги уживаме тие придобивки на современото право, а додека злоупотребата на правото или неправото, да, тоа е случај и го користат, али тоа е случај на поединци или на групи. Тоа не треба да биде така, но во нашево живење, ние сме млада демократија, да речеме, нашава држава, постои злоупотреба на тоа право. Да, прави му, не го прави она што не сакаш сега и тебе да го прават, ако мутатис мутандино на претходно, ако прави му го на другиот што сакаш и тебе. Значи, негативниот концепт на слободата, да, и ние го генерално го применуваме и го гледаме во уставните одредби или во правото, во она што велиме во еден друг контекст, се што не е забрането со правото е дозволено, значи се што или не е уредено воопшто, тогаш нема забрана и тоа може да се примени. Тоа може да се користи при одредени состојби на толкување на одредени правни норми, меѓутоа генерално, знаете што, да бидеме малце поконкретни, сега би сакал да го конкретизирам на терен на човекот. Секој човек, и јас, и вие, почитуваните гледачи и слушатели наши, секој кога размислува за тоа што е праведност, што е праведно во општеството, дали е праведна една политика или едно однесување на некој, или лично дали праведно постапив кон некого, започнува од еден личен концепт на разбирање на правдата. Ако правдата се темели на објективниот критериум, а тоа се Божите теолошките вредности, ескатолошката вистина, која што во себе секако содржи голем процент на етика и морал, тогаш таа правда дефинитивно ослободува. Јас сум го искусил тоа и на личен план. Сите сме постапиле некогаш праведно, некогаш неправедно и знам како кога сум постапил праведно што значело тоа за мене, како јас сум се чувствувал, сега зборам сега на еден душевен момент, и како сум се чувствувал кога сум постапил некогаш неправедно. Значи совеста ми проговорила и јас сум сватил дека сум неправеден и тоа предизвикало кај мене одредени емоции, одредено разбирање на нешто. И не знам, сега не можам да го цитирам кој кажа дека додека имаме таков момент да препознаваме кога имаме неправедност, добро е. Затоа што тогаш совеста се уште работи. Проблематично или проблем е кога совеста ќе отврдне, кога нема веќе да знаеме што е праведно и неправедно, туку буквално би рекол едно бахато однесување, имаме една себеправедност која што ја манифестираме и мислиме дека секогаш сме ние во право. Тоа е, велат психолозите, доста погрешен концепт на живење. Сега, ако јас знам што ме ослободува, вистината за тоа што е добро, а што не е, тогаш ќе се стремам да го правам доброто. Ако го правам доброто, ќе бидам на линија на правдата. Не на мојата лична правда. Оти знаете, многу луѓе сметале дека е праведно да направат одредени злосторства и тоа го правеле во име на некои повисоки цели и илјадници луѓе завршиле со губење на животи, ме разбират. Значи, не зборам за лична перцепција на правдата, туку оној теолошки концепт кога ја разбирам што е правдата во една космичка димензија, во една Божја димензија, во вселенска димензија,
тогаш се стремам кон таа правда, секогаш таа правда гарантирано ослободува и во слободата делувам за добро. Знаете, кога средновековна Европа најнапред преку Ренесансата, нели, меѓутоа потоа и преку филозофската доктрина која што го поддржа либерализмот и капитализмот кој што се појавија на историската сцена, бидејќи тие не се појавија без претходна филозофска матрица која што ги поддржа, всушност се обидоа христијанскиот концепт на добро, на правда и на вистина да го објективизираат преку правни норми и да дадат одредени вистини, универзални, научно да го образложат преку правната филозофија, преку правната мисла. Но, за крај, евентуално, на ова прашање, сметам дека секој човек е длабоко во себе, е талкач, истражувач, барач на правдата и на вистината. Зошто го правиме тоа? Затоа што го бараме мирот. Човекот нема мир ако не е во вистината, ако не пребива во вистината и ако не ја живее правдата во реалноста. Колку и пари да има човек, колку и да има материјални богатства, колку и да е изнашетан по светот и колку и да живее долго на земјава, ако мир нема, ништо нема. Мирот е поврзан воедно и со љубовта и со ова евентуално би ја кажал и мислата од апостолот Павле во посланието до Коринтијаните, 1 глава 13 глава, прво послание, кај што вели: што и да имам, ако љубов немам, ништо не ми користи. Затоа многу често велам, правото е една љубовна приказна, една љубовна симфонија, како од Бетовен, која што мора да биде така синхронизирана да рефлектира правда, вистина, правичност, а сето тоа да носи еден мир, дали е социјален мир, дали е економски мир, дали е политички мир во општеството, инконкретно. Апсолутно тоа стои. Ако не се правните норми, затоа постојат и такви групи кои што се иземаат од почитување на тие правни норми и се доведуваат до некои нездрави работи, како што кажавте. Правните норми ја имаат таа сила да го уредат тоа здраво разумски, затоа тие се универзално прифатени и треба да се спроведуваат на тој начин како што се направени, затоа што законите не ги носи еден човек. Законите се склоп на повеќе мислења, на повеќе луѓе, земени од различни традиции, искуства, поединости и така натаму, за да се склопи тоа да биде така како што е. Мојот став е дека мора да постојат правните норми да се почитуваат. Затоа што со ползување на правото ние си имаме и своји обврски некои. Ако ние го право, како да кажам, го црпиме правото само тоа што нас ни одговара, не може да оди тоа така. Значи, правото си постои, тоа си е кодифицирано, за да може и од тука аналогно произлегува и слободата. Затоа што не може кој што сака да прави. Затоа што со правото вие преземате и обврски. Не може само да имате право, а да немате обврски. Од разговорот со моите двајца денешни соговорници, професор доктор Лазар Јовевски од Правниот факултет во Скопје и со Милан Ивановски, адвокат од Скопје, дознавме дека сите многу добро знаеме што е праведно, а што е неправедно. Големиот германски класичен филозоф Имануел Кант истакнал: постапувај онака што максимата на твојата волја во секој момент може да се примени како принцип на сеопштото законодавство. Така што постапувајте правично и секако борете се за праведноста, затоа што правото не секогаш може да ја отслика праведноста. Дознавме и дека правните норми, за жал или за среќа, се резултат многу повеќе на традиција, отколку на универзалните етички норми и принципи. Ја следевте емисијата Мој збор, концепт двоглед. Ви закажувам повторна средба веќе наредната недела.